Бев на одмор во Турција и како секој друг кој што отишол на одмор на море, сакав да го искористам времето да се одморам, релаксирајќи се на плажа. Меѓутоа, приметив дека секој 10 минути морав да станувам од својата лежака да си го наместам чадорот, бидејќи сонцето се мрнало, а со тоа се помести и мојата сенка. И реков, окей, зошто не може да не постои чадор кој што само го следи сонцето и ми прави сенка целодневно. И кога увидов дека всушност не постои такво нешто на пазарот, решив јас да го направам тоа. И всушност што направив беше идејата беше да има две главни функционалности чадорот. Првото е да го следи сонцето за да ја имам сенката која што ја посакував, а од друга страна беше окей, како да биде чадорот самоодржлив. И реков окей, тој е изложен на сонце по цел ден, само може да му вградам соларни панели, фотоволтаични панели, кои што преку сончевата енергија ја претвараат во електрична струја, со тоа самиот чадор функционира. Автоматизам беше главната цел. Вие како корисник да не морате да станувате, да го местите, да го отварате, да го мрдате. Чадорот све прави за вас. Преку следење на сонцето вие имате сенка преку цел ден, а преку производство на електрична струја можете личниот уред, телефон, лаптоп, звучници, што и да е, што сте зеле со себе на плажа, да можете директно да си го полните од самиот чадор. Овие две функционалности се прикажаа како мощни интересни за бизниси кои што сакаат да привлечат нови луѓе како своји корисници и затоа имаме веќе интерес од една компанија од Саранда, меѓутоа сепак станува збор за продукт кој што е за идеја која што во почетна фаза и сега сме во фаза на прибирање на капитал за да можеме да ги испорачаме нашите нарачки, за кои што се надам дека во иднина ќе има повеќе. Во ерато кој што сите создава некои дигитални платформи или апликации, овој чадор се искажа како една уникатна идеја да кажам покрај моите врсници и со сите инвеститори со кои што имам зборувано, тие биле мощно импресионирани и заинтересирани. Наистина мислам дека оваа идеја отскокнува од тоа што е моментално во тренд.